На секои 3 дена се одобруваат средства за пациентите кои имаат потреба да се лекуваат во странство, ама главниот проблем лежи во недовербата која имаат пациентите, кога впрочем треба да се побараат средства од Фондот за здравство. Сашо Клековски потенцира дека таа недоверба треба да се надмине, со цел пациентите на кои навистина им е потребно да бараат од фондот и да добијат средства за лекување во странство. Лекувањето во странство се еден мал сегмент од работата на фондот, кој е многу повеќе од сето тоа, и една од првите средби, меѓу другото, ни беа со луѓе што се ангажирани во краудсорсинг, во собирање средства. Скоро 80% од пациентите кои собираат средства воопшто не се обраќаат во фондот. Значи, ние на дневна основа, да не кажам, ама на секои 3 дена одобруваме доста лекување во странство. Значителен број од тие луѓе што собираат средства воопшто не пробале да добијат средства од фондот и верувам дека е прашање на недоверба во институциите. Дека воопшто не веруваат дека има шанса да добијат средства. Ние таа недоверба мора да ја надминуваме, мораме да бараме системски решенија. Забелешки за начинот на лекување во странство има и во извештајот на Државниот завод за ревизија. Клековски потенцира дека приоритет ќе биде структурно решавање на ваквиот проблем, со цел да се изгради однос со пациентите на кои им е неопходно лекувањето во странство. Во извештаите на Државниот завод за ревизија има значени забелешки за начинот на водење на лекувањето во странство и веќе имавме еден состанок со Државниот завод за ревизија и еден од приоритетите да структурно го коригираме тоа, да изградиме еден однос на доверба со пациентите и оние пациенти кои имаат потреба навистина да добијат поддршката од Фондот за здравствено осигурување. Голем број пациенти имаат потреба да заминат на лекување во странство со цел да се реши нивниот здравствен проблем.